Добро дојдовте во урбаните вести. Бесплатниот автобуски превоз до Средно Водно останува и по одлуката за воведување зонско паркирање на Водно. Ова е веста со која ги започнуваме урбаните вести, а и ве што ќе гледате во нив. Во Скопје се садеа дрвја на 3 локации. Општина Ѓорче Петров со МВР и град Скопје ќе зголемува безбедноста во општината. Превенција од имотни деликти, кражби во куќи и станови и кражби во возила. Учениците од основното училиште Ацо Шопов го одбележаа Светскиот ден на здравието. На 3 локации во Ѓорче Петров, Чаир и Центар денеска се засадија нови 50 дрвја, јапонски цреши и јасени. Пролетната акција за засадување на дрвја ќе продолжи и на есен, со што се очекува да бидат засадени вкупно 10.000 дрвја. На 3 локации во Скопје денеска се садеа дрва. Акцијата за засадување на дрва во организација на град Скопје започна од општина Ѓорче Петров и продолжи во паркот во Чаир, за да заврши во општина Центар во близина на Камениот мост. На 3 локации вкупно беа засадени 50 висококвалитетни повеќе годишни садници, од кои 10 јасени беа засадени по должина на улицата Македонска војска во Ѓорче Петров. 20 јасени беа засадени во Центар кај Камениот мост и во паркот во Чаир беа засадени 15 јапонски цреши и 5 јасени. Денеска градот Скопје уредува на 3 различни локации, и тоа во Ѓорче Петров, на улица Македонска војска, каде што засадивме еден нов дрворед, и во паркот во општина Чаир, каде што на местото на старите пенушки беа засадени нови висококвалитетни дрва од различни сорти, од јасен, од јапонски цреши и 15 други листопадни и декоративни дрва. Како дел од оваа акција, екипите на јавното предпријатие Паркови и Зеленило ги отстрануваа старите стебла кои биле пресечени пред повеќе години и на нивно место засадуваа нови садници. Пролетната акција за засадување на нови дрва ќе продолжи и на есен, при што ќе бидат засадени вкупно 8.000 дрва, со што Скопје ќе добие 10.000 нови висококвалитетни садници. По завршувањето на оваа пролетна акција и засадување само од страна на градот Скопје на преку 2000 нови садници. Засадување на 8000 садници во текот на есента, вклучително и дрвјата кои што ги засадуваат општините, во градот Скопје годинава ќе засадиме над 14.000 дрва. Град Скопје денеска ги демантираше информациите изнесени од страна на ВМРО ДПМНЕ и потенцираше дека останува на сила бесплатниот автобуски превоз до Средно Водно, а ќе се постават заштитни банкини и столпчиња за да се спречи паркирањето покрај патот. Градот Скопје ги демантира содржините изнесени на денешната пресконференција на ВМРО ДПМНЕ во врска со ново воведената А0 зона за паркирање и промената на сообраќајниот режим за движење до Средно Водно за време на викендите и државните празници. Од градот потенцираа дека останува на сила бесплатниот автобуски превоз и паркинг за сите кои што сакаат да го посетат Водно, а со новата услуга, која ќе се воведе во наредниот период, ќе се овозможи бесплатен паркинг за возила на лица со посебни потреби. Самиот паркинг деновиве ќе биде уреден, а ќе се постават и заштитни банкини и столпчиња за да се оневозможи паркирање на самиот пат. Сите средства кои што ќе бидат собрани од паркирањето на Средно Водно ќе бидат наменети за одржување на парк шумата Водно. Поставување воздушни перничиња, заштитни огради, столпчиња пред училиштата или семафори се до трајно и конечно решение на проблемот со конкретен проект. Ова се можните решенија за намалување на сообраќајните незгоди во општина Ѓорче Петров, договорени меѓу општината, градот Скопје и неколку надлежни институции. Општина Ѓорче Петров заедно со Министерството за внатрешни работи, град Скопје и граѓанската иницијатива на Точак ќе соработува во изнаоѓање можни решенија за неколку горливи проблеми поврзани со сообраќајот и сообраќајните незгоди кои се случија во оваа општина. Како што истакнуваат од општината, акцентот е ставен на улицата Борис Серафов, особено во делот кај основните училишта Мирче Ацев и Ѓорче Петров, а целта е да се заштитат пред се децата од училиштата од брзото возење во тој дел од населбата. Имајќи го во предвид горливиот проблем со кој што се соочуваат жителите на Ѓорче Петров, особено на главната улица Ѓорче Петров и на улицата 4 јули, во делот на
сообраќајот и имајќи ги во предвид и протестите кои што беа претходно организирани од страна на Советот на родители на засегнатите училишта Мирче Ацев и дополнително и во Ѓорче 2 на основното училиште Ѓорче Петров, вчера остваривме состанок, работна средба со представници од МВР, од сообраќајната полиција, представници од градот и ние како општина Ѓорче Петров со цел да се превземат најитни можни мерки во делот на регулирање на сообраќајот и запирањето на лудувањето со возилата на овие сообраќајници, бидејќи навистина животот на децата и безбедноста се загрозени. На средбата меѓу представниците од општината, МВР, град Скопје и иницијативата на Точак се дискутирало за повеќе решенија, меѓу кои така наречени воздушни перничиња, заштитни огради, столпчиња пред училиштата или семафори, се до трајно и конечно решение на проблемот со конкретен проект. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров рече дека во соработка со градот и неколку надлежни институции очекуваат многу скоро да се најде решение. Бевме информирани од градот Скопје преку јавното предпријатие улици и патишта дека два проекти се веќе поднесени до МВР, со што имам ветување од страна на МВР дека ќе се даде согласност за да се постава сигнализација, односно да се стави семафор и кај двете училишта. Дополнително, доколку не помине семафорот и сообраќајната сигнализација, ќе биде организирана соодветна содржина преку поставување на перничиња, платформи за успорување на сообраќајот и заштитна ограда за може слободно децата да се движат. Програма за енергетска ефикасност за период 2018-2020 година донесе Советот на град Скопје, со која треба да се намалат трошоците за енергија во градот. Оваа цел градот треба да ја оствари преку спроведување модернизација на зградите кои се сопственост на градот и зголемување на свеста на граѓаните. Советот на град Скопје донесе програма за енергетска ефикасност што се однесува за период од 3 години. Изработката на програмата за енергетска ефикасност на општините е законска обврска која произлегува од Законот за енергетика. Програмата е усогласена со политиката за ефикасно користење на енергијата која е утврдена со стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност во Република Македонија до 2020 година. Програмата за енергетска ефикасност на град Скопје ги содржи основните содржини кои се бараат со Законот за енергетика. Работниот тим на МАЦЕ во соработка со стручните служби на град Скопје ја изготвија оваа 3-годишна програма за енергетска ефикасност. Резултатите и предложените мерки се засновуваат на детална анализа на објектите кои се сопственост на градот, постоечките и важечки енергетски контроли, како и на податоците за бројот и типот на уличните светилки и возила во сопственост на град Скопје. Под управа на град Скопје има 42 објекти, 21 средно училиште, една административно општинска зграда, 7 културни институции, 5 објекти на противпожарната бригада и 8 јавни предпријатија. Главна цел на оваа програма е намалување на трошоците за енергија во градот, пред се во делот на општинските објекти кои се во нејзина надлежност, како и за уличното осветлување, осигурување на нормални услови за престој и работа во сите простории, обезбедување на јавното осветлување, намалување на емисијата на штетни материи во воздухот и околината и поголема примена на обновливи извори на енергија. Оваа цел градот треба да ја оствари преку спроведување модернизација на зградите кои се сопственост на градот, промена на навиките на сите корисници на зградите, обука за персоналот задолжен за спроведување и следење на мерките за енергетска ефикасност и зголемување на свеста на граѓаните. Проект за заштита на граѓаните од кражби втора година поред се организира во општина Центар. Општината заедно со представници од МВР денеска делеа флаери со едукативна содржина и им укажуваа на граѓаните како да го заштитат својот дом или автомобил од кражба. Втора година поред во општина Центар се реализира проектот Превенција од имотни деликти, кражби во куќи и станови и кражба на возила. Овој проект, кој има за цел да се зголеми свеста кај граѓаните за поголема заштита од кражби, се реализира во соработка со Министерството за внатрешни работи. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ и представници на полициската станица Центар денеска делеа известувања со едукативна содржина и упатија апел до граѓаните да се заштитат од кражби. Ние како општина Центар во соработка со СВР Скопје
спроведовме акција на која што ги информираме граѓаните на што треба посебно да обрнат внимание. Првата активност беше со поделување на рекламен материјал, отприлика околу 2000 флешери за автомобили, каде што граѓаните ќе бидат информирани за што треба највеќе да припазат. Втората акција продолжува денес и проектот се однесува за превенирање, односно поставување на информации за кои што луѓето највеќе треба да внимаваат за заклучување, односно зголемување на безбедноста на влезовите каде што живеат. Општина Центар и полициската станица Центар предупредуваат вратите и прозорците на становите да бидат затворени, да не се дозволува непознато лице да влегува во нечиј дом, да се чуваат вредните предмети на сигурно место и да се пријави во полиција на 192 ако се забележи нешто сумнително. Основна цел на проектот е да се зголеми информираноста на граѓаните, подобрување на безбедносната состојба на територија на општина Центар, со што ќе се придонесе за зголемено чувство на сигурност на граѓаните, соработка и зголемена доварба на граѓаните во полицијата. Изнесува бројот на пожари во кој успешно интервенирала бригадата за противпожарна заштита на град Скопје. Во споредба со интервенциите во 2015 и 2016 година, бројот на интервенции во 2017 бележи пораст, особено во делот на пожари во урбана средина. Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје во 2017 година успешно интервенирала во 1622 случаи на настанати пожари и 119 технички интервенции. Спречени се големи директни и индиректни материјални штети, а спречени се и последици по живот на граѓаните на град Скопје. Од 1622 интервенции за гаснење пожари, 901 интервенција се за гаснење пожари на градежни објекти, 559 интервенции на отворен простор и 162 интервенции за гаснење пожари на сообраќајни средства. Исто така во 2017 година, територијалната противпожарна единица на град Скопје има интервенирано на 119 технички интервенции од најразличен вид, како што се извлекување на повредени лица при сообраќајни незгоди, извлекување на лица од заглавени лифтови и слично. Во споредба со интервенциите во 2015 и 2016 година, забележливо е дека бројот на интервенции во 2017 година бележи пораст, особено во делот на пожари во урбана средина. Најголем број пожари кај кој е констатирана причината се од отворен пламен 253 и електрични проводници 108 пожари. Останати причини при настанатите пожари биле градежни недостатоци, оштетувања, огништа, догорче од цигара, електрични апарати и слично. А најголем број од пожарите, 621, се случиле поради невнимание, а 63 пожари биле намерно предизвикани. Сите овие интервенции реализирани се од 5 поидовни точки во градот, и тоа противпожарниот центар Автокоманда и противпожарните подцентри Тафталиџе, Битпазар, Ѓорче, Петров и Драчево. Со цел подобра покриеност на градот со противпожарни станици, со што би се намалило потребното време за пристигнување, неопходно е отворање на уште неколку противпожарни подцентри, и тоа во населбата Киселавода, како и во Скопје Север, општина Бутел, што значително би се подобрило времето за интервенирање во овие делови од градот. Со предавање за здравствената култура и работилници, учениците од основното училиште Ацо Шопов го одбележаа Светскиот ден на здравјето. Во училишниот двор децата изработуваа разновидни плакати за здрава и нездрава храна. Во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на здравјето 7 април во основното училиште Ацо Шопов во општина Бутел се одржа работилница за здравствената култура. Во дворот на училиштето во повеќе групи децата изработија разновидни плакати за тоа што е здрава, а што нездрава храна. Директорката на училиштето рече дека со одржувањето на ваквите работилници и предавања во училиштето децата учат како да се грижат за своето здравје и да внимаваат на здравјето на своите другарчиња. Здрави деца, здрави генерации. Ние во нашето училиште ги учиме децата како да се грижат за своето здравје пред се и како потоа да влијаат на своите другарчиња, на другите дечиња во обкружувањето каде што живеат,
затоа што со предавањето денеска, со работилниците, не само денес, и секој ден што ги спроведуваме, бидејќи се грижиме на вистина за прво за исхраната тука на децата, со здрава храна, потоа хигиената во училиштето, со делување, со зборување на дечињата на самите часови и на воннаставните активности. Во училиштето денеска се одржаа и предавања за здравствената култура. Доктор Филип Богоевски рече дека со овие предавања се прави едукација на децата околу начинот на исхраната и како понатаму треба да се грижат за своето здравје. Доктор Богоевски додаде дека едукацијата се прави како за децата од најмала возраст, така и за нивните родители. Треба да научат како и што треба да се хранат, за вакцините што треба редовно да се примаат, за начинот на држење на своето тело, правилното седење на часовите, како и за важноста на физичкото образование. Докторот потенцираше дека децата во денешно време имаат култура за здравјето, но треба да се води поголема грижа. Денешните деца имаат определена култура за своето здравје, меѓутоа треба да се води поголема грижа, бидејќи модерниот начин на живење, компјутерите, телефоните и лаптопите не им дозволуваат да излезат во природа, да водат здрав начин на живот, меѓутоа пак ќе кажам, затоа се тука и родителите, и наставниците, и професорите, затоа да сугерираат на здравиот начин на исхрана, здравиот начин на живење, за да, пак ќе кажам, да се врати оној стар модел на дете, кој што знаеше да излезе надвор, да спортува, да игра, здраво да се храни, а не само да биде затворен дома пред телевизија, компјутер и лаптоп. Родителите носат најголема одговорност за здравјето и грижата на децата, додаде доктор Богоевски, бидејќи и нивниот модерен начин на живот, излегувањето рано наутро и враќањето доцна не им дозволува да им посветат доволно внимание на децата. Ние денес изработивме пирамида на здрава храна. Подобро е да се јаде од најдоле на пирамидата, кај пченицата и лебот кај што е. И овошјето исто така убаво да се јаде, и зеленчукот. Млечните производи исто, месото исто. Благото не е баш толку многу здраво. Можете никогаш само да... Можете да си каснете, ама не баш секој ден. Јас најмногу јадам здрава храна, бидејќи таа е полна со витамини и минерали, а нездравата храна не е баш препарачлива да се јаде, бидејќи нема ни витамини ни минерали. Јас се трудам повеќе да јадам здрава храна. Ние правевме хамер за вакцините, кога треба да се вакцинираме, кога се вакцинираме дека треба да бидеме тогаш здрави. Билките во природата треба често да се конзумираат затоа што се здрави и дека се направени од природата. Кога ќе не заболи глава, треба наместо да пиеме апчиња што се направени од химикали, може да се напиеме еден чај и кој брзо ќе ни делува. 0800 25 555 е бесплатната телефонска линија на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, на која граѓаните може да пријавуваат неправилности во надлежност на инспекторатот. Отворена е бесплатна телефонска линија 0800 25 555, на која во текот на работното време може да се пријавуваат неправилности во надлежност на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, соопштија од инспекторатот. Државниот санитарен и здравствен инспекторат врши надзор особено над спроведување на мерките за појава и спречување на заразните болести во објектите што подлежат под негов надзор, во објектите за производство и промет на храна, надлежности во однос на безбедноста на предметите за општа употреба, и тоа детски играчки, средства за одржување на чистотата, козметички производи, исполнување на условите за вршење на дејност во објекти од надлежност на санитарната и здравствена инспекција, санитарно-хигиенските услови во објектите, просторот, уредите и опремата во кои се врши здравствена дејност и дејности во областа на образованието, културата, социјалната заштита, спортот и рекреацијата, јавниот превоз, угостителството, туризмот, трговијата и другите стопански гранки. Во областа на здравствената заштита, инспекторатот врши надзор особено над остварување на правата од здравствена заштита, остварување на правата од здравствено осигурување, вршење здравствена дејност,
почитување на работното време во здравствените установи, водење на евиденциите во областа на здравството, примена на прописите од областа на здравството, правата на пациентите, начинот на постапување со медицинскиот отпад во здравствените установи и примената на одредбите од областа на заштитата од пушењето. Во наредните денови во поголем дел од земјава времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, а услови за изолирана појава на краткотраен дожд ќе има претежно во западните делови. Во сабота уште повеќе ќе се зголеми облачноста, а в недела со зголемината на облачување ќе има услови за краткотраен локален дожд, особено во западните делови на земјава. Во понеделник ќе биде посвежо за неколку степени и врнежливо. Во Скопје времето утре ќе биде сончево со температура до 27 степени, а од недела температурата постепено ќе опаѓа и ќе биде 24 степени, понеделник 22 и вторник 21 степен. Уште едно известување од градот. Од денеска па се до 24 април ќе се изведуваат градежни активности за завршно асфалтирање на булеварот Партизански одреди, и тоа од улицата Франклин Рузвелт до крстосницата со булеварот 8 септември. Поради тоа, на тој дел од булеварот Партизански одреди ќе се воведе привремен сообраќаен режим. Тоа беше последната информација во ова издание на Урбаните вести. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатна вечер со нашата програма.